но за старт, за да можам да одработам платата. Читување на функцијата која ја извршувам. Немаш право да покажеш и тоа не можеш да го направиш. Имам. Добро, дайте само Сте саркастични колку што дайте уште една сакате. минута реклами, а потоа да ги завршиме. Ајде, нека остане. Па тоа прашате го Заев. Чекај сега. Патот до пеколот е поплачен со добри намери. Прочистување на избирачкиот список. Уште не ќе го чистиме. Значи, ако расчистивме, а не расчистивме очигледно, тоа ќе биде некаде околу 9 часот, значи за 2-3 минути. Во времето на Бранко Црвенковски. Немојте така. Онтолошки тие се тука. Најкратко кој не би. Таму ама до пола книга се одбележали. Нема да читаме цел. А ве молам режија. Почитувани гледачи, добро вечер во Аргументи. Нема медиум, нема јавност која последниве недели, денови не разговара околу можноста или неможноста за формирање влада, околу последните одлуки на СЈО и за СЈО, за платформата на албанците, за платформата на ДУИ, за тоа дали ќе успеат Ахмети и Никола Груевски да се договорат. И денеска пред половина час стигна едно сообщение дека конечно оствариле средба, но беше штуро сообщение во кое не можевме да дознаеме зашто точно разговарале, но тоа не е причина и ние вечерва на овие теми да не поразговараме со моите вечерашни гости, со господинот Мухамед Халили од ПДП, кој ни доаѓа по врнежливо време од Тетово. Веројатно ќе биде малку проблематично со снегот, со поканувањето гости подалеку од Скопје. Благодарам што дојдовте, господин Халили. И господин Сотир Костов, наш редовен гостин, но поодамна го нема во студиово. Имаше со вирусни некои веројатно проблеми. Мислам дека ќе ги саниравте. Ќе можеме да анализираме, да предвидиме што ќе се случува. Господине Халили, ќе почнам со вас. Роковите течат, негде на половина, уште до 29 ќе треба сакали или не да седнат победниците на овие избори да се обидат да формираат влада. Предвидувањата се и лесни и тешки, се притиска и од едната и од другата страна. Третата страна за сега молчи, мислам на СДСМ. Уште не е редот, веројатно, да каже. Ќе стигнат и до 29 овие две страни да ВМРО, ДПМН и ДУИ, и што им отежнува да влезат, кои се стари коалицијски партнери, да формираат нова влада. Како вие гледате на ова? Јас гледам како сите сега што гледа во Македонија. Па не е баш така. Така, бидејќи и да стигнат и да состават влада, таа влада има едно кревко, ќе има едно кревко мнозинство. Да кажеме 61 мандат пратеник. Тоа што е сигурно дека ова влада, ако се договорат ДУИ и ВМРО ДПМН, нема да влезе села и движењето Беса. Тоа е сигурно. И како ќе успеат и дали ќе успеат да собранието да работи безпрекорно со 61 пратеник, тоа е илузија. Затоа што ние имаме и други обврски како парламент. Наши делегации во Совет на Европа, во Европска Унија, во НАТО. И еден пратеник да се разболе еден ден од грип, нема седница на собранието. Да не зборувам сега за закони кои барат 2/3. Да не зборуваме за закони кои се со бадентер. Тука е нешто полесно. Оти бадентеровци веќе ги имаме и скоро во сите партии. Но невозможно е таква влада да работи, невозможно е да биде продуктивна. Значи, вие сакате да кажете, без разлика до овие потешкоти и од формален аспект, значи како бројка, од квантитативен аспект, не е можно да
апсолутно не е можно. Тоа е илузија. Може тоа да биде една тактика, да направиме влада. Премина од една партија од друга, пратеници ќе се откажат. Сега е тешко. Тешко е сега да биде тоа што било со двајца пратеници на СДС кои, да кажеме, се револтирале со председателството на СДС, па поминале како независни, а всушност беа зависни од другата страна. Сега не верувам во тоа, затоа што многу блиски се со резултатите и една и друга партија. Пред 2,5 години беше подруга состојбата. Можноста да се излезе на јануарски преводен рок кај фудбалерите не постои така, барем во овој момент. Така што не гледам јас едно доаѓање од страна да се зајакне ова бројка од 61 пратеник. И тргнувајќи од тоа, тоа е невозможно апсолутно. Едино тие може да состава влада за 3-4 седмици, да кажете, ево, ние за овие 3-4 седмици на парламентот ќе правиме надчовечки напори да се собираме, или да кажеме влада до јуни или мај, за да не може другите да формират влада, за да можеме ние таа идеја на СЈО да ја тераме до крај, дека СЈО нема да постои веќе. И такви гимнастики може да бидат, но тие влади би биле краткотрајни. 5-6 месеци, пак ќе се вратиме на истото, може би и по-страшно неко што е сега. Зошто? Затоа што веќе проблемите нешто нема да се решават. Ќе дојдат други проблеми, од еден проблем повлекува друг, ако не се реши на време. Вие општо зборите филозофски или мислите за Не, нешто зборувам конкретно? филозофски, јас зборувам практични. Јас сум Не, бил... дали мислите конкретно на што може тоа од безбедносен аспект, од политички, од... Па од сите, видите, од сите аспекти, ако во една држава владата не функционира, тоа значи дека не функционира и општеството. Не сме ние од високо развиените земји и крајно децентрализираните земји каде може да функционира државата и без влада. Ние таков случај сме имале во Белгија. Меѓутоа, Белгија е крајно децентрализирана земја. Земја со 6 парламенти, со 5 влади, со 3 региони. Земја каде центарот одлучува само за одбраната, одлучува само за централниот буџет. Се е друго децентрализирано во рацете на локалната власт и во рацете на регионите. Кај нас обратно. Ние уште не сме успееле тоа што сме го напишале во Орисиот договор, да се децентрализира власта до крај. И затоа ги имаме овие проблеми. Ние сакаме секогаш да диригираме одгоре. А ако ги правиш луѓето зависни, органите зависни, локалната власт зависна од тоа што ќе реши врвот, тогаш создаваш паразити и тоа е невозможно така државата да функционира. Ние ќе дојдеме, веќе се приближуваме до економски колапс, ќе дојдеме до тензија на меѓунационалните односи, веќе имаме тензии меѓу партиите и една криза помала, ако не се реши благовремено, продуцира друга поголема криза. Господин Костов, како ви гледате на овие рокови, дали сепак ќе успеат овие две партии да формираат влади, да најдат начин како да функционираат? Ја можам само да кажам дека се согласувам со мојот вечерашен соговорник, почитуваниот господин Халили, дека Македонија за прв пат се наоѓа во една специфична ситуација, малку незгодна, од аспект на резултатите од изборите последни вонредни парламентарни што се постигнаа. Исто така, јас би додал, ситуацијата е малку позаплеткана од таа фамозна платформа, изјава или не знам како е насловена од страна на донесено од лидерите на албанските партии во Република Македонија, ама нарачана или смислена во некои други центри, тоа се Тирана и Приштина од Еди Рама и
Хашим Тачи и еве денеска случката која можеби со политиката нема толку врска, ама сепак има, повтор пат на Зоран Заев се прегледнува преку очи. Ова не е класично помилување или амнестија, но се откажува специјалната јавна обвинителка од понатамошно гонење за предмет кој фактички почна кризата со тој предмет. Така да, во тој дел се согласувам. Лично сум пооптимист и се согласувам дека тоа и да биде влада, ќе биде кревка влада, нема што, резонот е тој, логиката е таа, но вака. Македонија 2 години веќе е во криза. Македонија одржа варливи парламентарни избори неколку пати одлагани, за да ја надмини или поточно да отпочне со излегување од кризата. Тие се случија, резултатите ги имаме, резултатите ги прифативме сите, како учесниците, така и обсерверите, и лично мислам на таа основа треба да се гради и влада и действување. Не сум толку песимист, во моментот функционира техничка влада, не гледам дека Македонија е блокирана, не гледам дека во Македонија престанале да постојат или да функционираат институциите, напротив, катадневно комуницираме и се функционира, но на техничко ниво. Сега, јас, имајќи во преди традицијата и оноко колку пратам, барем од појавата на Дуи Али Ахмети и неговото договарање со ВМРО ДПМН и Никола Груевски, јас верувам во капацитетот на договарање помеѓу овие два лидери и помеѓу овие два политички субјекта, но не можам да сватам зошто некои субјекти, сега не можам да кажам дали смислено, несмислено, спонтано или злонамерно, дори би рекол, вршат притисок и сега едни се нарекуваат интелектуалци, албанци, што ја верувам дека се, и кажуваат овој не може со овој да коалицира, а сами си влегуваат во ребра и во мев пред 2 години, само 2014, кога некој друг принцип се залага, ДПМН да не го прескокне Дуи, тоест да не оди да прави влада со ДПА, толку тоа да го прави со Дуи, бидејќи тоа е партија која е мнозински го представува албанскиот народ, па сега обратното се прави. Не можам тоа да го сванам. На писмото на група... Да, група интелектуалци. Да не се коалицира. Треба да ги оставиме партиите и лидерите според уставот да си ја завршат работата. Не гледам никакво закаснување, не гледам никакво закочување, но гледам бочни притисоци неферски, не джентламенски. И до 29-ја колку знам има 10 дена. Значи за 10 дена може се да се случи. Сега, во еден дел не се согласувам со почитуваниот Халили од причини што не гледам дека само Дујево игра во договор со ВМРО ДПМН, а ДПА упорно молчи, двата партеника упорно некој ги запоставува. Јас и алијансијата 50-50 ви ја ставил, бидејќи таму имаме 2 крила, мораме да сме реални, да не сме лицемери, имаме луѓе од Дуи што си замина, имаме луѓе од ДПА што си замина. Села струјата што ја предводи. Да, се согласувам, Беса изричито вели дека не сака да учествува во влада кај што партиципира ВМРО ДПМН, ама Беса е многу контрадиктивна партија, нова партија и тоа не е добро за новите партии. Видите, таа рече преродба со Беса, ама во подтекст и беше редефинирање на Република Македонија, па сега не може да има преродба ако има редефинирање. Редефинирање е почеток од нула, а морам да подсетам, Македонија почна 1991 од нула. Еден од создателите на државата денешна е господинот Халили во првиот состав, мислам, бевте член. И тие луѓе треба да ги ценеме. Се бореа, се изборија, создадоа држава, имаше и недоразбирање, имаше и не знам какви работи, но немаше, јас лично мислам, вакви уцени. Некој не етаблира на политичката сцена да ни кажува дека Македонија треба да се редефинира, а принципите што ги нуди за редефинирање се ван секоја памет, ван секоја логика. Значи, уште 10 дена да ги оставиме да преговараат, да договараат, не би ги занемале ДПА и, па би рекол, и Алијансата за албанците. Не велам дека исклучувам Беса. Беса сама се исклучува, бидејќи покажува една исклучувост, покажува за почеток неспремно за договарање и однапред прогласува тие криминалци или не знам што, а криминалец може да те прогласи само судот. Во судот кога ќе бидеш најпрвен обвинет и потоа осуден и таа осуда да е правосилна. Мислам дека има простор и падете на Македонија и треба влада
се согласувам. Искуството говори од устата на господинот Халили. Таа влада можеби нема да е на долга основа, на долг период, но нам ни треба да преживееме, нам ни треба да премостиме и мислам на есен зошто и да не се слушат избори. Ова е како едно предлог за размислување. Пошто сега напролет не би одел со избори, не сме толку богати на 3 месеца 4 да правиме избори. Немаше законски 6 месеци треба да поминат. Така види. Значи, ајде нека се договара тие кои граѓаните на Република Македонија ги избраа да ги представуваат у парламентот. Парламентот се конституираше, еве сега следува валда избори на председател и нека се договорат. Значи, јас сум оптимист. Мора да се договорат тие луѓе кои таа обврска им ја дале граѓаните. А ако дојде ред малку повеќе да збориме и за уставот контра платформата, ќе видите и тоа е запишано, тие им дале права, ама им дале обврска тоа да го прават во контекст на доброто и иднината на Република Македонија. Се мислам да ви дам збор, господине Халили, 9 точки запишавте до сега. Да. Па прво да идам на реклами, од 9 по 1 минута се 9 минути. По 2, Ништо не гледам, морам да 18 минути. А да направиме една пауза за реклами, да се концепирате до сега, ама да не почнете од последната, туку од првата забелешка. Одиме се реклами, а потоа се враќаме во аргументи. Така, еве не повторно во аргументи. Влеговме по едно генерално искажување од моите гости Мухамед Халили и Сотир Костов околу можноста за преговарање и формирање влада и можноста за функционално работење на таа влада. Дојдовме до Мухамед Халили, запиша неколку реплики или точки околу кои што сакате да говорите. 9, значи изборев. Ве молам да ги сублимирате некако во еден пристоен... Прво бев зачуден и прв пат слушав дека имаме теничка влада. Кој ја прогласи таа теничка влада? Штети го законот за влада Кој ја избра? од Пражинскиот договор? Оставите го законот вие, уставот сега. Законот не именува влада, уставот. Кој ја избра таа влада? Самопрогласена теничка влада. Ние имавме теничка... Пржино ја избра. Имавме теничка влада... Ја не го признавам Пржино. До изборите. Кога дојде изборите, Оливер Спасовски отиде дома, заменици, министри и помошници, заменици, не знам што чуда имаше, отидува дома. Не многу чуда, не многу. Да, и таа влада се распадна. И немаме вие, извините, Не го читате законот. Нема да ми кажете не читате закон, гледам, читам секој ден. Не го читам. Таа влада не постои, господине. Немаш заменик министер, немаш помошник на заменикот на министерот, немаш Тие се олеснувач министер, не знам што измисли, ја. Тие се времени. И таа влада, видите, кога имаме избори, прво се конституира собранието. Потоа, собранието бира влада врз резултатите на изборите. Врз резултатите на тоа, мандатарот како ќе успее да состави влада. И тоа не е прв пат. И сега таа влада, сега што е, тоа е нелегитимна. Оти таа влада е избрана во стариот состав на собранието. Дали до сега Ние сите допрва влади треба биле да нелегитимни да ве прашам? Оставите историја. Ова влада е нелегитимна. Па не можете ви да ми кажете дека од сега почнуваме. Не. Ја ве слушав добро, ќе ве слушате. Културно ве слушав. 92, 94, 98, 2002, Не. 2006, 2008, 2011, 2014. Ќе ме слушате ли? трансфер Ќе ме слушате ли? Ќе ме слушате ли? Ајде да ве слушам. 91 година имавме ние експертска влада. Да. Експертска една година, после тоа влада паѓаше. И избравме политичка влада. Да. Со Уставот на Република Македонија, владата има мандат се до изборот на нова влада. Па сами си влегувате во Не ребра сега. прегувам ништо. Собранието треба да се состар, ама не е теничка. Таа е политичка влада од стариот состав. Не е теничка влада. Да ги разбираме овие поими. Не. Пржино ни го запржи ова. Оставите бе Пржино, помина Пржино, отиде.
Отиде пржина, веќе немаш ништо од Последиците од пржина. пржино ги трпиме сега. Немаш ништо од пржина. Тоа што се договореше во пржина за владата, тоа остана само министрите на ДУИ и ВМРО ДПМН. Тој дел на влада. А кој други? Што се користи? А кој други? Тие што влегува без избори сакате уште да владеат? Па дали беше договор да влегувате тие? Оставите ги И изборите. пише во законот кога се заминува. И се заминува. А, читајте Тоа го беше законот. таа влада. Сега ова влада Не измислувам. Читајте го законот. Дали ќе ме слушате или не? Да се слушаме, ајде да се слушаме. То, ве слушам, ќе ме слушате. Да се Не, слушаме. многу нешто ми Да вика. се слушаме. Како да не ви викам ја? Не, Да се треба. слушаме. Ништо Па вие лично не многу ви добро знаете реков. Ништо дека лично не ви реков. ова влада е влада од минатиот пратенички состав. И ова влада има мандат се до денот на избор на друга влада. И се согласуваме. Ма не е теничка влада Зошто се? ова. Па еве нека не е, теничка ајде. влада, ова е политичка влада. Ајде добро. Ако е тоа проблемот, така е. Па не дека е така, така е. Не дека велам јас така, така е. Второ, вие се повикувате како на ливада да зборувате. Дојде од страна, од Тирана, од Приштина, Да. направија нешто, а за суштината на тоа никогаш не сакате да зборувате. Прво, ево, ние анализираме сега. Ниту вие сте биле таму кај се состанале тие, ниту јас. А може да прашам Но- зошто вие не бевте? Анализираме, оставите затоа што Ама ви сега изгубили оставете. изборите, Зошто затоа. вие не бевте? Лидер на партија сте на албанците. Јас сум ги изгубил изборите, затоа не сум бил. Таму отишли луѓето Ги изгуби БЕСА, Не, ги изгуби не. Алијанса Абе, за слушајте, албанците, дали- ги изгуби ДПА. Не. Ги доби во албанскиот кампус ДУИ. Дали ќе ме слушате вие? Кога ќе зборувате вие, јас ќе ви оставам простор да зборувате. Ако вака ние направиме, ниту вие ќе се доискажете, ниту јас. До утре вака може да направиме ние. Слушајте. Јас не сум бил таму затоа што сум ги изгубил изборите. Таму биле луѓе кои ги добили изборите. Генерално, кај албанците сите изгубиле. Генерално. БЕСА победила затоа што БЕСА прв пат се јавува на политичка сцена. Села не добил Села, затоа што Села земил гласачкото тело на ДПА. Затоа тој добил повеќе од ДПА. Тој е победник во однос на ДПА. Изгубил ДУИ. ДУИ катастрофално изгубил. Ние, како ПДП, не сме изгубиле, ние не сме добиле. Оти ние не сме имале, ние сме стремеле да имаме, не сме успееле. И тоа е добро и да признаваш. ДУИ и другите изгубиле. Имале 20, сега имат 10. Имале 5, сега имат 2. Второ. Трето. Нема така наречени интелектуалци. Нема, тоа не е моја воља да кажем. Моја воља. Тоа е твое убедување, твоја воља. Ама во вокабуларот на луѓе кои ги разбират работите, нема така наречени интелектуалци, затоа што навредуваш институција. Нема институцијата. Тамо имаш ти луѓе 60 мина. Од тие не мора да бидат сите тие интелектуалци од современ збор на интелектуалци, но 80% се доктори на науки. Не мора да, ако е доктор, не мора да биде интелектуалец, но е врв на науката и знаењето и предводник на една институција која едуцира. Не можеме ние да им велиме на нив така наречени ово, така наречени тоа. Тоа е безобразен речник. Не смеме Се ние на... гледам зашто сте лют. Да. Моје право е јас тоа да го кажам. Не можеш на професор, доктор на човек кој едуцира да му кажеш така наречен. Нема така наречен. Така наречен е тој што не е вистинит. Тие баш во струка, нивната струка се вистинити. Друго е, јас може и докторат да бидем и се што друго е колку сум интелектуалец. Тоа е друго. Никој не знаеме ние.
Одем понатаму. Знаете вие што има во таа платформа или не? Што не ви е прифатливо во таа платформа вас? Ај кажете ми. Морам вака да ви одговорам. Тоа му давате збор. Го прифаќате? Не, добро, кога сака да добро, ќе го прифатам ова ја. Добро. Го прифаќате ли Уставот на Република Македонија? Еве го на македонски, еве го на албански. Абе, Го прифаќате ли вие како граѓани на Република Македонија овој устав? сме го гласали ние. Добро. Дали го Односно, почитувате? вие како Не го гласате, знам, ама не сакам да ве чачкам таму. А го почитувате ли Уставот? Да, го почитувам. Па се вака ви кажам. Ај кажи. И драго ми е што го почитувате. Да, бе, го почитувам. Тија што ја смислија надвор од Македонија платформата, така наречената платформа, пак ќе ви кажам, едни викат изјава, други платформа е, задира во основните поставки на Уставот. Каде? Кажи конкретно. Еве, сега ќе ви кажам. Кажи. Во името, А? во знамето, Во кое име? во македонското, Кое име? Македонија, Каде го пишува тоа? Република Македонија, Устав на Република Македонија. Каде, дека тие задират во име, каде пишува тоа? Кажи ми, кај Ама пишува? сега дайте ми да се Да, повели. Значи, тоа е тоа редефинирање сега после Уставот на Република Македонија, после рамковниот договор, имплементиран со амандмани во Уставот на Република Македонија, платформа која бзди, врие од национализам и употребува изрази националности, етникуми, национални групи, етнички групи, а Уставот вели сосема друго. Господин Халили, Што вели ако не сте Уставот? сватиле, се работи за два концепта. Продолжи. Па ја зборувам. Продолжи. Едниот е концепт граѓански устав кај што зборува граѓаните на Македонија, народот на Македонија, граѓаните на Македонија дел од народот на албанскиот народ, турскиот народ, српскиот народ, бошначкиот народ, влашкиот, ромскиот народ. Значи, секаде се зборува за граѓани на Република Македонија. Не се збори за етникуми, нации, бидејќи тоа се правеше во 18-тиот, 19-тиот век и првата половина од 20-тиот век. Значи, некој ми го руши уставот кој вие бевте во собрание, еве ја ќе речем го гласавте и еве го надоградуваме. И сега вие и вака сега. Геноцид. Знаете ли вие што е? Од тема до тема немој да поминеш. Ама еве ја елаборирав. Значи уставот нас зборува. Вие го знаете ли преамбулата со Слушајте ме мене сега. Ама вие тука ќе ми наредувате мене. Вие тука мене ќе ми наредувате. Значи амандман број 4. Се што пишува во него ви го опишав. Што пишува? А платформата, пази вака, а платформата вели дискусија да се отвори за химната, грбот, ќе учествуваме во промена на името со јужниот сосед, со едни држави сакале во работна група, со други не сакале. Како ги бираат? Со Бугарија и Грција сакат, таму кај што е клизаво, таму кај што ни се наштетува и може да ни наштетат, а не зборат за Приштина, за Тирана и за Србија работни групи. Значи, видите каква непринципиелна поделба прават. И, пазете, и удират во член 1 и член 2 од Уставот. Вика, суверенитетот на Република Македонија е неделив, неотуѓив и непренослив. И вика, граѓаните на Република Македонија, суверенитетот произлегува од граѓаните на Република Македонија и им припаѓа на нив. Значи на граѓанинот Мухамед Халили, на граѓанинот Сотир Костов, на граѓанинот Љубиша Николовски, а не на Еди Рама, државник на туѓа држава, не на премиерот Хашим Тачи, државник на Косовската република, на Република Косово, пардон. Не на нив. Тие се луѓе што се мешаат во внатрешните работи на Република Македонија. Што е сега да ве прашам? Иако не мислам така. Али Ахмети насела дватројцата председатели на Алијансата на албанците. Тие се ретардирани. Тие се недоветни, не можат сами да размислуваат. Лидерите. Зошто мора да одат да се... Имаш друго да кажеш? Имам. Слушај се. Па како? Имаш, имам. Значи вака. Ама не може во недогледното слушаме од тебе. За Македонија ќе се договараме во Скопје, во Македонија, во Тетово, во Струга, во Кичево, во Дебар, во Кавадарци, во Скопје и во сите градови во Македонија. За Приштина и Косово нека се договараат граѓаните на
Република Косово, за албанците нека се договараат граѓаните на Албанија, не им се мешаме, не сакаме да ни се мешаат. Тоа е принципот што не можете да го сватите. Не враќаат 2 века назад, па да не ви ја кажам президентската стратегијата Лига, да не ви ја кажам... Остави бе президентска Па лига. тоа не враќа таму. Ќе ме слушаш? Кога правевме држава? Кога правевме држава? Дали ќе ме слушаш или Кога не? правевме Тоа држава? Остави држава. Не, кога правевме држава? Сега дилемите ги слушај ме. Кога правевме држава? Абе, остави 90-91. Зошто сега Дали да се збориме за искажа? грб, за химна? Дали се искажа? Дали се искажа? Нека одговорите. Ќе одговорам Ајде, сега. одговорете. Чи го прашате да слушнеме вашето. Ти се искажа. Кога еднаш ќе застанете остави бе до ова тоа. знаме? Остави тоа. Кога еднаш ќе застанете до ова знаме? Остави тоа. Дали разбираш? Кога еднаш ќе ја Остави, пеете слушај. химната на Македонија? Абе, слушај ти, затоа е ова отворено. Не е така. Доста молчевме. Ќе слушаш или не? Значи, за Македонија се работи. Господин Халили. О, господине, твојот мозок е рđав, не знае да размислува. Тоа зборува за вас. Слушај, молам. слушај. Ајде. Немој мене да ми мафташ со устав. Да. Немој мене... Дигнавте гласот, Не. Ова е Македонија. Ама ти не слушаш. Ова е уставно Слушај. договорење на Република Сепак Македонија. да се слушнеме. Да ги кажеме ставовите, господин. Платформата е контра овој устав. Господине Абе, Костов. ти не ја разбираш Господине платформата, бе. А вие ја разбирате, а? Ти не ја разбираш. Слушај да ти ја кажете, раскажувам бе, платформата. Или рамковниот договор ќе беше последни барања. Кој бе те рече последни Сите рековте така. Никогаш тоа не би. Секој Тоа пат. лага. Секој пат. Апсолутно лага. е Секој тоа. пат. Халили. Зошто турците немат барања како вас? Кажувате Абе, на јавност. ма не слушаш, што да му кажам ја? Него да му кажувате. Кажувате ми мене и на јавност, ве молам. Многу Зошто работата е... србите немат барања како вас? Многу работата е јасна. Сотир Костов. Ве молам да има Многу работата е јасна. Ова платформа е напишана од лидерите на политичките Од Еди Рама и Хашим Тачи. Добро, господин Костов, сега ве молам, бидете парламентарен. Ја ја водам емисијата и бидете парламентарен, бас преварес према мене. Дозволете да ми да се вршам работата. Господин Халили, ве молам, без значи полека, столожено. Ова не е прва политичка платформа. Добре. Таква политичка платформа ние сме предложили 1995 година до тогашниот мандатар Бранко Црвенковски. Вие усвоили? И редица на наши не барања, туку видувања по нашата платформа му доставивме на човекот. 92 година пратеничката група на ПДП-НДП достави до Собранието на Република Македонија декларација за рамноправниот статус на албанците во Република Македонија. Ова е трета платформа. Сега објавена и намерно е удрена по тапаните дека ова нешто е против Република Македонија, дека ова е нешто против Уставот. Да не е против Грција. Тие што знаат што е Устав и што е содржината на Уставот, знаат. Тие што не го знаат, јас да им кажам тоа што е историја, тоа што е реалност. За време на подпишувањето на Оридскиот договор и спремањето на Оридскиот договор, ние се стремивме да создаваме граѓанска држава. И преамбулата на таа граѓанска држава беше предложена од тогашниот председател на Република Македонија, Трајковски. Пишувана таа преамбула, не знам точно, веројатно од елитата на македонските интелектуалци. Во таа преамбула стоело дека граѓаните на Република Македонија, повикувајќи се на ова, на оно, ќе градат држава која ќе биде држава на сите граѓани на Република Македонија. И ги завршивме ние преговорите двете страни. Јас сум бил еден од тие фигури кои работеле во Оридскиот договор
И кога дојде да се усвои Орискиот договор и да преминеме на амандмани, тогаш излезе пречка председател собранието Стојан Андов и рече дека нема амандманите да ги стави на гласање ако не се менува преамбулата на Уставот. И ако во преамбулата не стои името на македонскиот народ. ПДП тогаш не се сложуваше воопшто. Затоа што договорите за Орискиот договор ги завршивме ние. Ова е постфестум. И ова остави празнина во тоа што ние не велиме дека Орискиот договор не е тој што го преговаравме и договаравме. Тој е изменет прво со преамбулата. И таа нова преамбула која ја наметна господин Андов во соработка со тие што ги кудите денеска странскиот фактор, не пишува за граѓани, за граѓански устав. Пишува за национален устав. Во тој, иако преамбулата не е обврзан дел на уставот, но во ВВД јасно се знае дека граѓаните на Република Македонија, запирка, македонскиот народ, запирка, граѓаните кои живеат во Република Македонија, а се дел од албанскиот народ кој живее во Македонија, дел од српскиот, дел од турскиот, дел од бошњачкиот народ, се договориле да ја создават Македонија. И ова не е преамбула на тоа дека ова е преамбула каде не е фокусирана на една националност или еден народ. И ова преамбула го докажува мултиетничкиот карактер на државата. Државата има еден народ, има граѓани и има граѓани кои живеат тука, ама се дел од народот. Поентата ве молам. Поентата е. Можем да. Поентата дека ово не е граѓански принцип на создавање на државата. И одиме понатаму. ама дајте Сега ќе се поврзе. да не биде сега монолог како што За време на избори, Добро, поентирајте, поентирајте. За време на изборите секоја албанска политичка партија излезе со своја платформа и има право. И никој никому не може да му забрани со која платформа ќе излезе. Само под услов таа платформа да се реализира со демократски и мирни средства и да не посегнува по оружје. Некој рече, ево ние како ПДП рековме, ќе изградиме федерација од Македонија. Селя излезе рече двонационална држава. БС излезе рече ние сакаме да ја редефинираме државата и не се изјаснија точно што е тоа нивно редефинирање. И секој има своја платформа. И сега имајќи шароликост на платформите, луѓето се состанале и да видиме што е за сите нас прифатливо и да создаваме една заедничка платформа. Добро, од албанците. Албанските. Во таа заедничка таа заедничка платформа е уставна обврска. Затоа што член 90 од Уставот на Република Македонија децидно вели дека председателот на државата доделува мандат. Председателот доделува мандат на политичките на кандидат на политичка партија или партии кои имат мнозинство во парламентот. Ако мандатот успее да состави влада, мандатот после 20 дена има уставна обврска пред собранието да предложи составна влада и
програма за работа на владата. Како ќе работи таа влада со програма за работа на владата, ако во таа влада албанските политички партии немат дел од нивната предизборна кампања? Добро. И ова е. Сега уште малку да му Ама ве кажам. молам, заврши. Не, оти... Не, нека кажува, Не, бе. ги негира луѓе. Нека ми кажува, бе, Љубиче, нека ми кажува. Сакам ајде. сега, сакам да Само видам. јако ги кажувам, ќе ми даеш да му Ова кажувам. политичка платформа е точно во духот на Уставот и Оридскиот договор. И вели: почитувајќи ја слободата и демократската воља на албанските гласачи, изразена на предвремени парламентни избори во Република Македонија на 11 декември, во духот на Оридскиот договор, на консензуалната демократија и потребата за исполнување на нормативните обврски кои произлегуваат од уставните измени. Ова значи дека ова платформа е во функција на понатамошна имплементација рамковниот договор кој е веќе категорија, уставна категорија. И тука нема ниту негирање на Уставот, ниту негирање на името на Република Македонија, оти името посветени за просперитет и долгорочна стабилност на Македонија. Ево името, овде е Македонија. Постигнување целосна рамноправност во согласност со Оридскиот договор и Уставот. Значи, ова платформа ги канализира сите тие барања на сите албански политички партии кои излегува со различни барања, ги канализира во рамките на Уставот на Република Македонија и во рамките на Оридскиот договор. Костов, повеќе. Океј, завршивте? Добро, се направи на каша попара со правнички термини, ама ајде нешто ќе пробам да направам. После вас завршувам, немате реплика, реклами, потреби. Секоја политичка партија на албанците на изборите има за своја платформа. Еден пример. ПДП, чиј председател е господинот Халили, излегна. Весели. Ајде, Весели, вие сте во раководството, излегува пред гласачкото тело и добија 1140 гласа. Дали треба јас повеќе да зборувам? Дали го знаат они поимот легитимитет? Значи, они добија легитимитет, ајде да не речем 0 нешто. И сега, они сакат, поради такви едни ситуации кои не добија од албанското гласачко тело, Не сме ние подписници на ова. да му испорачуваат вон Уставот и против Уставот, платформи и изјави, направени во странство на ВМРО ДПМН 454.519 гласа, на СДСМ 436.823 гласи. Едните ја одбија платформите, другите молчат скриени во глувчевска дупка и чекаат шанса да земат власт, бидејќи многу ветија. Зошто се жолчиме толку, кога, рековме, се наоѓаме во специфична незавидна ситуација? Нема двотретински мнозинства. Залагањата што ги прават во една ваква рекомпонирање на политичкиот спектор на македонската јавна политичка сцена не може да се изгласа по не знам кој пат под уценување и притисок промена на Уставот. И еднаш за секој пат сватете. Ја нема да се симнам ниско, како што ми рековте дека имам рѓав мозок, но сватете и прифатете. Не постои веќе рамковен договор. Тој е имплементиран во Уставот. Постои Устав на Република Македонија, бидејќи го торпедиравме, ама го изгласавме, со амандмани. Значи, духот на рамковниот договор е имплементиран во Уставот. Јас до овде подпишувам дека е така. Дали во праксата е како што треба или не, можеме ние да разговараме. Дека негде не се спроведува како што треба, негде се спроведува. Ама до кое? Не е до Уставот. До луѓето е. Тие што вршат работа, хипотетички се ја зборувам, предпоставувам не ја вршат најдобро работата и албанците, абе како е тоа перманентно, вие се осеќате граѓани од втор ред, не зборам за сите, овие што сте најратоборници, ја мора вака да ви вратам, и како вие сите имаат други прави, турци, роми, срби, македонци, имаат праве се осеќат слободни, не се осеќат потлачени, а вие се сте онеправдани. Зошто 15 години молчевте?
Сега начекавте време, мислете кога најмногу, дозволете, кога најмногу се разединети левицата и десницата. Не, многу се лажете. Не одлучува ни Зоран Заев, не одлучува ни Никола Груевски, да ви кажам. Одлучуваат граѓаните на Република Македонија. Јас, вие и сите останати. Не може, пазете, каде се чуло бинационална држава, а ваму, преска вака зборете, ги мешате мултикултурна држава. Не сме мултикултурна држава. Унитарна држава сме, мултикултурно општество сме. Бидејќи сме составени од албанци, македонци и сите, да не се повторувам. Значи, мултикултурно општество, заедница сме и убаво си живееме и имаме добар соживот. Чат пат ќе се најдат некои леви у главата, па ќе ни направат проблеми, ама институциите на држава го решава тоа. Дали по судски пат, дали прекршочно, дали политички договор се постигнува, во оваа држава има живот и има соживот. Зошто сега под притисок од туги центри барате повторна промена на нашиот устав? Луѓе, доста го касапевме. Не може, значи една е Македонија, едни се граѓаните на Република Македонија, немаме ние резервна држава, албанците, без љутење, имаат Албанија, ја имаат Република Косово, видите како зборувам, не вреќам, ја имаат и Македонија. Не може да префуваат постулати, принципи, уставни или законски одлуки од тие центри. Не, сватете еднаш. Кога еднаш ќе се насмеете на македонската химна, кога еднаш ќе погледнете убаво кон македонското знаме, дозволено ви е да го употребувате албанското знаме. Никој не ви пречи. Значи, кога еднаш ќе се види дека сакате ова Македонија, тогаш ќе успееме сите. Додека се делиме, додека од страна ни ги полнат главите, дека се некои од прва категорија и некои од втора категорија, нема далеку да стигнеме. Како може во едно општество каде што има еден медиум електронски и пишани на албански јазик, каде што од 2001 до сега јас сум актер на вработување на албанци интелектуалци со факултетски дипломи, со средни школи и така натаму. Полека албанците влегоја во институциите политички на Република Македонија, во стручните институции и влегува во сите пори на општествената мултикултурна заедница, сегде се присутни и вие одеднаш паѓате под влијание, не, албанците се онеправдани. Покажете ми таа онеправданост и преска бевте нефер, ви го спомнувам геноцидот, очигледно бегате, ако не сакате да збореме за него. Утре сабајле ќе дојдеме. Не, сега да не, веднаш. Зошто ни испорачувате непостоечки геноцид, кога Македонија не постоела како држава, и зошто мешате убивања, признава, убивања на граѓаните кои живееле на оваа територија во 1912 година, па натаму 13, 14, 15, се до НОБ, ама убивања на македонци, на албанци и други категории и други припадници на тогашни нации и сегашни народи, ма тоа не е геноцид. Прочитајте ја. Добро, 10 години не се зборува за геноцид, една реченица, ќе те доодговарам. 100 години, ја и ве отслушав. Не, значи, прочитајте дефиницијата на Обединетите нации што е геноцид. Како е смислено уништување, убивање и така натаму на етнички групи и така натаму. Каде го има тоа во денешна Македонија? Друга тема. За геноцид слушна. За друга тема, Љубиче ќе ти одговарам. Значи сега, зошто ни подметнувате работа која не се случила, која македонската држава нема поима? Ќе ти давам одговор на тоа. Ајде да ми даваш. Сега, веднаш. Геноцид во Македонија. Македонската држава го направила. Слушај, ти не сакаш да слушаш, што е проблем? Еве слушам. Прво, ние представниците на албанските политички партии во Македонија, Демократска унија за интеграција, Коалицијата Преродба со Беса и Алијансата за албанците се подписници на ово. Не е ПДП подписник. Сега се извлекуваме. Еве пак ќе ќутам. Па ја од време ти кажувам тебе. Пак ќе ќутам, ајде. Мора да ќуташ што ти е факт. Не морам ја да ќутам. Ја многу добро знам кој да зборувам. Јас, мене да ме праша за ово прашање за геноцид. Ево мојот одговор што е. Ја ве прашав. Ево мојот одговор. Да беше за мене ова работа, ова точка нема да стоеше тука.
че стоеше со друга формулација. Да, чујемо. Не од 1912 до 1955 година. Оти ние имаме автономска држава 44-54, сега 55. Да. Ние треба да ги бараме корените дали имало обесправувања во овој период од како е создадена Македонија. Не од кралството на србите, хрватите, словенците, па Вардарска бановина, па не знам што. Тие се други режими. Ниту СХС постои, ниту Федерација Југославија постојат. Но, историчарите треба да ги барат сега корените на таа обесправеност. Чија? На македонската држава врз албанците, ако имало... Не постоело држава тогаш. 44 ти Да, велам. добро, за тај период, окей, ајде. Тие историчарите треба да видат дали од 44 до 55 не е возможно краток век на државата, да кажеме дали од 45 до 90 имало геноцид или немало? Имало прогонувања или немало? Ево, јас ќе ви кажам, јас да бев автор, јас вака ќе пишував. Да донесеме резолуција за прогонувањата на албанските интелектуалци од 55 до 90 година. За затворањето на албанските училишта, за рушењето на ѕидовите, за именување на имињата. Имаш куп луѓе кои со години, 10 години, 15 години биле во затвор затоа што идеолошки не се совпаѓале со тогашната номенклатура на Тито или Лазар Колишевски. Бидејќи... Ама тоа ли е геноцид, бре, господине Халили, бре? Не те геноцид. Ма господине Халили, бре. За платформата Еве, ја ќе ви кажам, ќе ги земете автономските документи, ако не ги најдете, јас ќе ви ги дадам. Ја ги знам. Јас ќе ви ги дадам. 11 луѓе од президиумот се затворени или убиени грото македонски национално крило, каде што има албанци. Ма не е тоа геноцид. За тоа некој треба да одговара, а тоа се убиства. Јас тебе ти реков прогонувани луѓе. Ма не е тоа геноцид. Ама Не, затоа ви дека не треба што изборот геноцид, туку дали се прогонувани од 45. Ама стои. И затоа ја и вечера се жрчиме. Дозволете да прашам. Не можеме да бегаме од таа платформа. Платформата е кукавичко јајце подметната на мене и на вас. Не точно. Не точно, бе. Господине Човече, не Халили, точно. дозволете ми. Ја не сум задоволен лично со оваа платформа. Ама дозволете да прашам. Повелен. Не, тука се Оваа согласуваме. платформа. Не се Само вие од едни задоволувам. прецеденти, Ниски јас се од други. многу барањата. А, така, браво. Повели. Паз да ќе ми го земате збор. Оваа платформа ја пишувале партии кои што на овие избори добиле мнозинство. Да. Ма не добиле партии мнозинство, Љубиша, морам да те коригирам. Дуи доби мнозинство. А без алијансата и ДП изгубија по фактот на бројките. Господине Костов, А не во однос слушаме на ги само ПДП. бројките, а не сега Халили да гледаме Јас се бројките. сложувам. Зашто? Многу се тънки луѓе Ама, се. господине Код Костов, твиги. Јас се сложувам Ја знаете која е твиги? Јас се сложувам дека најмакедонската партија ДУИ ги изгубила изборите. Се сложувам. Вие за тоа плачете. Тоа ве боли. Ја знаете ли што? Вистина е Сакам да ви дека кажам која партија ми е најблиска мен од албанските. Вистина е дека имаме резултати тука. Вистина е тоа. Ја не се гордеам со туѓи перја. Луѓе, овој е резултат. Добро, лошо, ДУИ, Сега може да ве разберам. подписниците, Сега си ги напаѓате партиите. подписниците на оваа декларација стојат зад ДУИ. Затоа му рекле, ево, подпишуваме ние, ти како добитник, се сметаш добитник, повели, негоцирај, влези во влада. Но, ако сакаш и ние да бидеме дел од твојата влада, тогаш треба ова платформа да биде платформа и на владата. Многу јасно И вака велат. А нема со говорот да не да се прави Бидејќи влада. останале некои интелектуалци и помали партии, Не некој. барање не влегле во ова. Албанскиот цивилен сектор не е тука. Тоа вашата партија не е други. И невладени. Меѓутоа, овие се јасни многу. Али, Велат, значи, ние Ама кои точно е, се Вие како согласувам. Халили, Ма многу се некои јасни. ставови од ова имате забелешки, некои ги подржувате. без оглед, Бидејќи да, стоите без зад оглед дали генерално- ние имаме забелешки.
Победниците на изборите се ставиле ова платформа. Пак победниците. Кај бе Љубише Во Глинов? Така, неговата тие велат. партија, тие велат дека се Ама победници. така, тие велат. Тие затоа и се согласија да Така. формираат во А тие може седа за... Ама има правила, уставни Овие закони. четири Има закон за партии- избори. Добро, нека и дуи. Овие Дуи 4 преговара. партии се потпишале лидерите и велат Дуи ги прифатил. дека Тоа е постизборна коалиција од Да, албанските партии, Дуи така го- кажете. тоа има врска да Има врска. предизборна. Зошто не се уединија пред изборите? Па не веќе сакале да пробат кој колку ќе доби. Кејфови ги исполнуваме ние Како тука. да не? Не, Како да нема, нема. Јас сакам да Има се устав. Јас се Уставот не се содржи од исполнување музички желби и кејфови. Уставот не забранува пост изборно, не да. забранува Ама сега не ми апсолутно. вртете, не ми Не вртете. знам кај Нема. пишува дека забранува. Не. Кај пишува? А некој сака да Кажи, кај искористи. пишува? Едно ги ви кажа, Македонија не е шпанско село. Остави тие Како приказни. остави? Не е приказни, вие цела вечер кажувате приказни. Кај пишува дека не можат пост изборни коалиции? Кај пишува? Не пишува. Па што има? Ај нека се остават влада. Кој? Пак мешате. Па ево нека се остават. Ајде, Седнале не, луѓето не. денеска, нека се Таа остават. постизборна коалиција, ај нека се остави влада. Кој? Тие постизборните коалиции. Па ќе се остават бе влада сега Како ќе се наред. остават? Ај соберете им ги прсеници. Сега наред се. Ама знаете ли колку се? Слушај, 20 се. 20. И кај треба да дојдат? Не мора да дојдат бе, ќе велат не сакам во ова влада ако не ги исполнаш овие. Па одиме на избори. Ај вие И така се прави македонските држава. партии нека се остават Сега, влада. Така со исклучиво се прави држава. Ама- Теле делегирано од Тирана и од Приштина. Остави бе ова е дел Па ако ова е наш дом, треба да седнеме да се Нема договориме. врска тука Приштина и Тирана со содржината на ово. Но видовме сите колку Не нема можеш врска. ти никому да му забраниш да оди во посета кај Еди Рама или кај Нека Тачи. оди. И кога ми текна, одам ја и кај Нека тебе оди. доаѓам на посета. Нека оди. Што те интересира тебе што работиме ние, што Па ме интересира развиваме кога се? уставот ми го чачкате. Ме интересира. Не, бе. Да. Не го чачкаме То се уставот. вика нагрдување и скрнавење на уставот. Не. Да. Која точка нагрдува Сите уставот? точки. Која? Па ова за геноцид да не зборам. Абе остави би геноцид, се разотаравте. разбравме геноцид. Паднавте, знаеш како морално паднавте. Абе, остави, Геноцид бе. Абе. Абе македонскиот народ нонстоп раселуван, Абе. гонен, убиван и сега македонскиот народ и македонската држава геноцидна. Па не се Па знае кој на ќе ви го кого даде е тоа? адресирано тоа, бе. Нема тоа е. тие нема цел кај Нема да адресирање употребавам, да. разраѓаме мозок, ама знаете што е? Одиме- Тоа е непознавање на поими, одиме со- состојби, настани, историја, традиција. За Дуи говорите? Не, да не си ја знаат собствената Ама историја. за Дуи ли говорите? Ово Не. е дело За сите овие што велат дека имало геноцид во Македонија. Тоа Дуи говори. Дуи вели. Не го вели Дуи. Дуи вели. Па Дуи Предизборна четворката го вела. Не. Ова Дуи не го точка е вели. специјално на Дуи. Во Ма, предизбор, не. не. Предизборна кампања за ова точка се бореше Дуи. Видете. Јас сум за тоа. Една Текстот резолуција. го гледам. Косто, Јас сум за тоа. А платформата е формула Не. 4+2 или 2+4. Да, Тирана, Приштина плюс Не, 4. остави Па да. Тирана, Приштина. Па Ама, да. Косто, видите, оваа платформа не е дело на Дуи. Во оваа платформа не влегува Дуи. Влегува. А мислам дека правите разлика. Не, Љубиша, види која е мојата теза и е Не, многу, добро, е многу тоа не исправна. ме жеа. Значи, Дали во- значи, формулата е 2+4. Два политички државни субјекти одстрана, 4 значи аутсайдери, 4 инсайдери седнале и прават платформа во која е од 7 точки, усари 7 области, а повеќе точки спомнуваат геноцид. Значи, Геноцид во македонска држава се претпоставува од македонски институции. Господине, Разбирам. Да, Тие да ве дојдоа со потсетам. таа платформа пред Господине. двете македонски партии, односно пред ВМРО ДПМН. Дојдоа со Господине. таа платформа. Предпоставувам. Ама затоа и не викате сега, да си Да, ги даеме нашите мисли. Господине. Да. Дали нешто не се разбира? Не. Сакам да кажам, Значи- тие го стеснија просторот на за преговарање со таа платформа. Го стеснуваат. Па. Но дојдоа со таа платформа. Тој да. Треба или некој да им ја врати или да ја прифати. Значи се ние Ја ви немаме- тврдам таа платформа ќе им биде вратена. Ја ви го Добро, па тврдам. затоа Тоа и има денес право. го Платформа правиме. ќе им биде вратена. Па, Значи, имаме устав и ќе одиме на избори. Ама ние, а што правиме утрето ако се случат други резултати и нема да зависиме од тие гласови? кој треба- И ќе се случи, да ви кажам. Кој- Не треба така, треба да седниме Кој заеднички. треба да распишува избори? Много добро знаеш. Кој? Со Брнјев.
Па немаме сега 61 пратеник во собрание кој ќе гласа. И сега сакаме безвластие. Немаме. Види како ми ги вртиш. Ај сега, како ќе одеш на избори? Безвластие. Кој ќе Кој? Па тука ќе видиме која сака Македонија. Знаете ли што беше преска малку ја обркавте платформата? Идеме прво се реклами. Вика во неа, морам ова да го кажам. Амандман 4. Македонија е заедничко добро на сите народи, овие што сме. Тогаш ќе видиме дали ја сите третираме како заедничко добро. Ако и мислиме дека е она заедничко добро, ако е наша татковина, ако немаме друга татковина, ќе распишеме нови избори, бидејќи не можеме се погодиме вака. Кој ќе ги распишува ти? Ама ви кажувам, немајте срамота е. Кој? Собранието. Кај има собранието? Треба една политичка партија и партии да имат 61... Ама ќе направат само за тоа прашање. Кога ќе прашат? Тогаш ќе зборуваме ние. Тогаш ќе зборуваме и не знам јас со колку мнозинство се распушта парламентот. Тоа не знам, но прво треба ние... Просто, обично мнозинство. Значи 61. Да. Прво ние треба да составиме, парламент се состане еднаш, да избираме председател на собранието со 61 глас. Треба да имаме мнозинство во собранието. Немаме мнозинство. Ама за тоа прашање ќе направиме. Сега имаме мандатар кој трага по мнозинство. Да. И посакам да успее. Ама ако успее, нема да збориме за избори. Кој? Еве, не успева мандатарот, не успева понатаму и сега треба да дојме на избори. Не успева мандатарот, Да не се ќе случи дојде... Белгија. Не успева мандатарот, ќе дојде друг мандатар. Каде го пишува тоа? Ајде читајте го. Ти кажи ми кај не го пишува. Каде го пишува тоа? Читај член... Нигде не го пишува тоа. Член 90 од Уставот на Република Македонија, читај. Ајде читајте го вие. Не бе, ја ево, ќе го читам. Председателот на Република Македонија е должен во рок од 10 дена од конституирање на собранието мандатот за состав на влада да го довери на кандидат. Не мора на председател. Вели тебе не ти го давам затоа што си мешан во ова работа, ќе му давам. Мешан. Тоа е моја проценка, ја давам мандат. Кажете случајот Перо Гошев ки кажете. И тоа, Немој јас современик сум бил. Мешање вака кога се меша е мешање. Да го довери на кандидат на партија, не на председател. Може и на председател, на кандидат на партија, односно партиите што имат мнозинство во собранието. Сега мандаторот треба да бара мнозинство. Мандаторот во рок од 20 дена од денот на доверување на мандатот на собранието му поднесува програма и го предлага составот на владата. Владата на предлог на мандаторот и врз основа на програмата ја избира собранието со мнозинство гласови од вкупниот број пратеници. Ама ја не ви реков тоа да... Значи, вие читате сосема друго. Тоа читам. Тоа што јас и вие зборевме го нема во Уставот. Мандатарот. Него има пракса. Не пишана пракса има. Слушај, ако мандатарот сега не успее да состави Каде пишува? мнозинство, Каде пишува? Пишува праксата. Не пишува. Пишува. Значи, Пишува. Има пракса. Не. Сега ќе дојдеме, ќе се приближиме. Не се, видите, вие добро го знаете. Не знам. Да. Во животот не се клучни само уставите Овој пат и клучен е законите. уставот. Клучен е. Бидејќи И политичката волја е И битна. тие имат фаличност. Ако во уставот има фаличност, имат. тогаш се оди со пракса. Ајде. Праксата вели. Нема вели. Нигде не вели. Вели бе вели. Не вели. Праксата вели. Не вели. Георгиевски го врати мандатот кај господин Глигоров. Да. Господин Глигоров го одреди мандатар господин Гошев. Се, застанете тука. Господин Гошев одби да состави влада Важи. и председателот направи преседан. Преседан направи. И тој... Браво. Не. Браво. Ама кажете кој ќе завршите, ајде. Слушајте. Направи преседан и тој го признава во неговите мемуари Македонија се што имаме. Еве ја го признавам. Тој вели. И вие го признавате. Тој вели. Мандатот требаше да се дава на ПДП. Јас тоа не го сторив. Не знам дали сум погрешил или не. Него го цитирам. Сгреши, од сегашна аспект сгреши. Ја го цитирам него. Тогаш Но не да вели, се денес да се караме. Не. Албанците Да. ќе беа признаени тогаш. но вели, тогаш
Јас не бев убеден дека македонската јавност тоа добро ќе го свати. Мајката. Добро, добро. Молам. Ај се вака. Ај сега еден друг преседан. Сега не е Киро Глигоров, лека му земја, се најдобро за него. Сега е друг председател, Георги Иванов, и тој направи друг преседан. Не може да прави. Мајката, види сега. Сега овој можел да прави, овој не Не можел да може прави. да го оставиме не да прави, оте еднаш беше таа приказна. Така. Еднаш беше. Види сега веќе. Не се повторуваат тие сега трикови секои 10 години. Залутувате сега. Овој можел да прави преседани и тоа на штета на албанците. Па јас ја зборам во Кој интерес го на брани албанците. него? Бе? Ево јас Во интерес на отворено го албанците зборам критикувам. јас. Во интерес на И албанците. неколку зборам. пати сум го критикувал него, бе. Не го Значи- бранам ја него. Не види, ја кога требало сум го фалел. Сум поддржувал. Чекай да се Ама преседанов еквидистанца станува правило? Тоа Зошто? Како? Преседанов сега станува правило или не? Не, значи ево може не. Сега ево му одговарам на тоа, иначе ја не сум за преседани, јас сум за закон, за устав. Легалист. Не Него, можеш. сега зошто не може нов преседан? Одиме на нови избори. Нема Не давање. одиме, кој ќе ги распише Тоа што не изборите? сака. Собранието. Кај немаш, Ќе ви напишам, немаш мнозинство за Седнуваат и собрание. велат во пат ситуација сме, во ќорсокак сме, ако и мислиме добро на Македонија, да не се цепкаме, да не се делиме, одиме на нови избори. Не. Италија како оди на Не избори? бе, одиме на нова влада. Ево рецепт мој. Ево Добро, рецепт мој. ајде. Ево Дуи има мандат да зборува во името на албанците, затоа што со ова платформа му дале таков мандат. И стојат тие. И сега, Дуи вели, вие 20 пратеници албанци и Алијанса Беса, прифаќате јас да бидем мандатар? Да. ВМРО ДПМН прифаќаш ја да биде мандатар? ВМРО да. Тоа се 69 пратеника. Пратениците на ВМРО, на Дуи и Дуи Али Амети, или кандидат на партијата, оди кај председателот и му вели: председателе, Дуи како мандатар, кандидат на Колку Дуи собра како дуи мандатар, сега? Не ме свати, ова не е Кој? за фрка. 20 албанци, 61. 51 ВМРО ДПМН и Добро. Колку Или права СДС. тие? Океј, ја 77. не чував до 20. Океј, 77. зборите за македонскиот блок. И за Ајде. ВМРО ДПМН. Или СДСМ, ајде. Не, Дали сме бидејќи исклучени? сега, Ајде. не, ево, бидејќи ние коалицираме сега, но јас земам мандат како Дуи, Да. јас како Али Амети, ево, вие од ВМРО ДПМН ќе ја прифатите мојата платформа за мандатар, не можат да кажат не, оти тие ме, Како не може да кажат не? не можат, те ме викат мене во нивна влада, а како не доаѓаат сега тие во моја Господе влада? Халили, вие суспендирате 51 тоа е целта на таа пратеник, влада. За му избори. давате на мандатар 20 пратеника, 31 разлика и сега викате, Овој- не смеат овие да не прифатат. Овој 51 Па тоа се вика исклучивост во Не, не. политиката. Ово- Тоа се вика силување на малцинството на мнозинството. Не. Политичко силување, Ова не. претпоставка. 51 не успева да направи мнозинство. Не успева. Претпоставка. Да, претпоставка. Може да успее. Ама зошто су истите тие? Не успеа. Не успева, ево. Тука не се разбира. Не би сте Предпоставки, разбирали. Не се предпоставки. Не сакате да го давате мандатот Да на се СДС. други актери ќе ве сватам. Ево, слободно кажете, Зоран Заев и СДСМ. Ама не може со ВМРО, кога ВМРО е мандатар не успеват, кога Али Ахмети е мандатар успеа. Ја то не го сваќам. Добро, ќе го исклучиме во МРО. Ја то не го сваќам. 20, 40, Не, ја се обидувам да 20, размислувате малку 20, пообјективно и пошироко. 20 пратеника албанци. Да. И 49 од СДС. 69. Дали господин Заев прифаќаш јас да бидем мандатар, односно ние албанците, јас Дуи во име на албанците да бидем мандатар, а ти да ја поддржиш мојата влада. Тој нема да ви прифати. Он сака онда ја. Да кажеме дека ќе ја прифати. И тогаш со 65 пратеника Али Амети ќе оди кај господин Иванов и ќе му каже согласно уставот председателе мандатар сум јас. И И јас составувам влада со платформа или само за со избори? платформа за избори. А за избори, значи тоа е сега Да. не со платформа на албанците, него Не за платформа- избори. Од избори. Со платформа на владата,
Kada će bidat i ovije prašanje. А, мало сутра, мало морген. Јас сум мандатар сега. Мајката, значи еди рама и кажи тачи морам вака, морам. Јас сум мандатар. Морам, 15 години ништо не фалиш и сега отидеш на некој му текна. Ево, видите, 51, ова бројка 51, да предпоставиме, не успеа да создаде влада, нема мнозинство. Мандатот треба да оди кај 49. Не мора тој на Зоран Заев да му дава, че го вика, да кажем, Шеќеринска ќе ја вика, ево, кандидат. Кај види сега, не мора да Уставот е јасен бе, уставот е јасен. Пише кандидат на партија. Кандидат на партија. Ево, Шеќеринска состави влада. Шеќеринска, да предпоставиме, не може да состави влада. Нема да дозволиме ние како Киро Григоров, не на албанците не им давам. Тука ме имате. Тука ме имате. Сега доаѓа на ред. И тогаш и сега. Сега доаѓа на ред Дуи. Али Амети вели, јас ќе составам влада. Вие, господине Заев или Шеќеринска, дали ме поддржувате? Да, те поддржувам. 49. А зашто го рипаме цело време СДСМ и Заев? Кој? Па Заев. Не го рипаме, СДСМ не успеа. Не успеа. А, и него го ставаме у Не неуспешно. успеа. Добре, Сега добре. ми дојде ред од мене како Али Амети. Да составам влада, мандатар. Ево имам јас 50, 64, Ова, 5 пратеnika. господине Халили, ова се И му вика велам, господине. правен нихилизам. Не. Ја. Немаш увек поентата. Поентата е, сега јас составам влада. Добре. Министрите ќе ги имаш сразмерно на бројот на гласовите. Имаш 49 сразмерно на... Најмногу министри. Да, и ќе му те до своја давам. целта на тоа. Јас мандатарот ќе кажам, видите, Дуј е мандатар, ние велиме тој е председател на влада на Република Македонија. И тој ќе ја спроведе заедничката програма на владата, составена од СДСМ и на албанските политички партии. И плюс, И што има? Ама нема Лошо. и плюс нема белите логика, дворови. затоа што ако ниједна од македонските партии не успеале да состават влада, зошто би влегло таа влада за да ја спроведат програмата што претходно одбиле да ја спроведат? Знаете колку антилогика има во вашето кажување? Сега формално ние... Правно да. Право. Јас зборувам правно. Правно. Ако си пробал ти Секој еднаш и не успел, зашто да не пробам Ама ја? што ако не успее и третиот? Тогаш ќе седнеме и ќе кажеме ова нема излез да одиме на избори. Кој ќе ги направи тоа што избори, за кој што вие Чекај, тој, сам си влегува сега. Нево, кој ќе ги направи? Кој ќе ги направи? Може ние веднаш за еден месец да избираме председател на собранието. Добро. И председателот на собранието ќе го свика собранието и собранието ќе се само распушти. Ево изборите. А зошто не предходно? Пред да одиме, Сакале луѓето да пробат мнозинство да прават. Им даваме шанса на сите. Не, правен нихилизам се вика тоа. Не, добро, како Меѓу вашата варијанта и варијантата на Тања Каракамишева, јас се одлучувам за Тања Каракамишева. Јас се чекај, нека напаѓа ова го зборам намерно. Што вели Тања? Тоа врска нема со уставот. Така, тоа е еден од поголемите експерти за устав. Врска нема со уставот. Јас се приклонувам кон она што збори Саво Климовски и што го збори помладиот јуниор Климовски, кои кажуваат многу поедноставни. Не, Лјубише, зошто се не зборите тие што ги нема? Па кого ќе анализирам јас? Ама затоа Те молам се, ова не сум на тебе љутама. Па ја не ги напаѓам луѓето. Па овој случај ги афирмира, па нека ги нападне. Голема работа. Па ќе ги бранеш. Значи вака сега. Значи тоа се луѓе кои знаат што е устав, кои знаат што е изборно право, некои докторирале на тоа и кои мислат добро на Република Македонија и не сакат да прават правна шерада, се вика. Тие докторирале на 113 члена колку има уставот. Јас сум еден од креаторите на тој устав. Да. Тие докторирале на наше искуство, ние сме го составиле, не, на компаративно. Случајно знам сум правник и случајно знам кој каде докторирал, значи на компаративно искуство, многу побогата демократија западна и Фрчковски, Андов, јас и некои други. Заедно со Меѓународната заедница сме биле активни чинители во составување на Оридскиот договор.
Сега излегуват може ли да стотина прашам аналитичари тамо. Зошто ни подметнавте устав со фабричка грешка? Која е таа фабричка грешка? Бранко вие кажа Црвенков. Чекайте. Што? По него гласавме ние, тој устав за тоа пропадна. Бранко рече, ние му рековме, Па не ли го исправивме? Бранко, Чекај сега. Господине Бранко, овој устав е генератор на кризи. И така испадна. И го направивме, го исправивме Се- со рамковен договор. Не, чекай не, се, ова е вие мое право. двајцата- Ова е мое право. Да. Завршувам. Кој го брани? Значи, Да. го исправивме со рамковниот договор. И рамковниот договор не се Ова нема крај. до крај. Љубиша, јас се откажувам. Ова нема крај. Прамбулата ја променивме ние. Ама тоа се приказки. Не бе Дај приказки. да откриеме ако е така некого да го затвориме. Така бе, Па господин- се викали Стојан Андов. Па тој е праша го, Ајде. пишуваше денем, пред Ама 2-3 чекај дена сега. пишуваше. Ама И чекај денес сега. пишува. На изборите ви верувале само 1320. Ова што го Остави да кажете. ти А тоа не. што- Компарација. Имаш Кој тука- ќе ви поверува во ова вас? Стојан видите. Андов уценил или ова или она? Видите, вие пак Зошто гласавте тоа? Вие пак се повикувате. Деса има, не знам, 60 не знам колку Ја- јас илјади ќе и ви два кажам. украдени мандата. Нема. Да, од ВМРО украдени мандата има. 57-933. 57. Алијансата Каде колку? ги украдоа? Како? Кажи ми ти. Ја пишувам книги за тоа. Во ДИК. Се изјаснијате, Водик? да. Знаете ли колку албанци има во ДИК? А оставе, знаеш ти, младината на Беса ги прогласи херои двајца од тој состав на ДИК. Па се додека Херои така на ВМРО прогласувате ги херои, прогласија. се додека така прогласувате херои, Не, младината на Беса, не јас. јас и вие без потреба ќе се расправаме. Не бе. Не, секој расправа Кој ги бираше тие херои да ве прашам? Ништо не сум направил јас. Не. Не. Кажете ми кој ги бираше? Не. Видите, Собранието на Република Македонија. колку гласови има тие се? Плюс 60.000 има албанци СДС. Колку Ама еве вие математика ја во преска. името на тие албанци излезе на ова платформа, не во моје име. Ја не сум потписник на тоа. За вас е мала. Ма, Да, еј, браво. Добро. Благодарам на жолчната расправа вечерва. Не знам зашто за 2 октави го дигна гласот, не знам. Верувате ми, не знам зашто го дигна. Добро. ма не ме слуша. Ништо лично не го навредив, а тој мене ме навреди, Љубиша. Не сум Да те не речам и навредил. вие одмолчивте и ја пак Не ќе сум те пиеме кафе. навредил, воопшто. Раѓев мозок што е, ве молам? Знаете ли што е раѓев? Ве моламе, Ве влегуваме молам, знаете ли што е? во Ма вестите на... претерувавте вие, не сакате да ме слушате Ве мене. молам, ве молам. Вие одлучувате во ова... Ама јас ве слушнав коректно. Не, вие некоректно ме навредивте. Одиме- Ја го примам тоа. Знаете што? Тоа што не може да ве уништи, може само да ве ојача, има една изрек. Да. Немам намера никого да уништам јас. Да. Дали намерно го навредите или не? Апсолутно не. Не е намерно, не. Жолчно во расправијата, во очи, ја малку сум и психолог, го видов, му се испушти. Ова без иронија го кажувам. Иначе ако е намерно, ја ќе стане во исто време, ќе напуште Не емисијата. сакавте вие да слушате, што да ви кажам. Не може вие да одлучувате. Добро, Сега, добро, вие како добро. професор ме казнувате Добро. мене. Не, Јас сум јас прванче. ве слушнав, Ве бе. молам, Име ве на молам, вреѓа. ве молам. Не, Ве молам, верувате, јас ве молам. утре пак ќе Ако седнам треба со вас, ќе разговарам и извинување, нема пак да ве барате навредам. Не, барам, не. ако Не. имате потреба да се извините, извинете се. Не, те молам, Любиш. Тоа е внатре во главата. Океј, тогаш ви благодарам за присуството во Честа аргументи, беше наша. благодарам на полемиката, почитувам гледачи, благодарам на вниманието. Почнуваме со вестите на ТВ-но. Но за старт, за да можем да одработам платата, Читување на функцијата која ја извршувам. Немаш право да да ме покажеш, прашам тоа за не може да наредбите. направиш. Имам. Добро, дайте само говори за вас. Да сте саркастични колку што дайте уште сакате. една минута реклами, а потоа да ги завршим. Ајде, нека остане Па тоа прашате го заев.